Дали некогаш сте посакале да станете вистински научник? Да ја повторувате истата процедура десетици пати само за да ви успее експериментот? Во овој експеримент ќе треба да вложите се од себе, но трудот ќе ви се исплати. Ќе ви треба максимална концентрација. Ќе се соочите со многу неуспешни обиди, но нема да се откажете. Затоа што вистинските научници знаат дека успехот доаѓа со упорност, креативност, добра опрема и малку среќа. Ова е целосен водич како да го направите експериментот со меури кои не пукаат. Потребни ни се детергент за правење меури, шеќер и било кој сад. Земете го садот и направете смеса од детергент и шеќер. Колку повеќе шеќер, толку погуст раствор и подебели меури. Добро измешајте го растворот и обидете се да направите меури на еден од овие три начини. Првиот начин е со обично дување на балони. Вториот начин е со заробување на меурот. Третиот начин е посебна техника што ќе ви ја покажеме подоцна. Првиот начин е многу лесен, но не и многу ефективен. Вториот начин е поефективен, но бара повеќе тренинг. Ако го заробите балонот од озгора, ефективноста се зголемува. Но само третиот начин ви гарантира успех. Започнете со дување на меурот, но не му давајте да се одвои од дршката. Кога ќе ја добиете посакуваната големина, пресечете го движењето со ротација околу меурот. Ова бара многу вежба. Откако меурот ќе се одвои, заробете го со рачката од озгора. На овој начин мембраната на меурот ќе се здебели и ќе биде поотпорна на пукање. Сега експериментирајте користејќи ракавица. Колку пати може да го тапнете меурот пред тој да пукне. Скенирајте го кодот за повеќе експерименти кои се наоѓаат во нашето научно пакетче.